Ние продолжуваме со она што ни се наши содржини за ова утро на 29 јуни, 8 часот и 45 минути, вистинско време да ја вклучиме Елизабета со линкот од Централниот градски парк во Скопје, а Елизабета ќе ни објасни која е нејзината гостинка ова утро. Добро утро. Денеска се вклучуваме од Градски парк, а имаме тема која што не е поврзана со Градскиот парк. Ке зборуваме за предизборната кампања и за тоа колку се почитуваат правата на децата и колку се злоупотребуваат децата во предизборна кампања. На оваа тема денешна наша соговорничка во Скопски АГО е Јорданка Черепналкова-Трајковска од првата детска амбасада Меѓажи. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата да дадеме свој придорез во зачувување на правата на децата и во вакви услови. Така, Јорданка, кога се подготвував за ова интервју, најдов една информација која што е важна да ја споменеме, тоа е дека во 1991 година е донесена декларација која што ја донело Собранието на Република Македонија, која што се однесува на правата на децата, односно тие не смеат да се злоупотребат во никаков облик на политичка кампања. Се почитува ли оваа декларација? Само да ве дополнам, 91 е донесена декларацијата, веќе во независна Македонија 93 е ратификувана конвенцијата, имаме изборен законник кој што го забранува тоа и за жал се уште има појави, случаи на злоупотреба и манипулација на децата во предизборни кампањи, без разлика дали се тоа локални, парламентарни, председателски и така натаму. Значи, која и да е политичка кампања, нас дел од мандатот ни е да следиме како државата ги почитува правата и што прави, вклучително и политичките актери, што прави за заштита на правата на децата и ги следиме. И за жал сме сведоци на и покрај апелите и покрај законските задолженија, сепак постои и манипулација и злоупотреба на правата на децата во периодот на предизборните кампањи какви да се. Токму во моментов се наоѓаме во предизборна кампања. До сега се случиле ли забелешки од ваша страна или некакви представки по однос на истото прашање? Ние имавме минатата недела јавен апел до сите политички партии, токму заради тоа што стигна до нас дојава за злоупотреба, манипулација на деца во политичка кампања на определена партија. Излеговме како и секогаш, во принцип Меѓаши секогаш подсетува на ова правило во било која предизборна кампања, подсетувајќи ги дека децата не се средство, нити инструмент, нити декор во политичка партија, во политичка кампања, дека на децата треба да се мисли 365 дена во годината за како да се подобрат условите на живење, како да се подобри образовните услови, здравието, социјалните услуги, се она што ги засега и што е важно за детскиот развој. Под деца се подразбираат и по закон, и по устав, и по конвенцијата за правата на детето сите малолетни лица до 18 години. Би сакала да истакнам што значи одговорен политичар. Одговорен политичар кој што сака да покаже дека се грижи за добросостојбата на детето и дека во неговата програма или во програмата на партијата, во агендата на партијата се земени предвид децата, треба да почне со покажување почит кон децата. Дека децата треба да се земат сериозно, не како инструмент. Тоа значи дека детето има гарантирано право да го каже своето мислење за прашања кои што него лично ги засегаат. Ако не се зема предвид мислењето, искуството на детето или група деца, тогаш станува збор за манипулација. Ако при креирањето на програмите, на политиките, не се слушне мислењето на децата, што тие мислат за работите што нив ги засегаат, не знам, советот на нека општина одлучува како да ги потроши парите за нешто што ги засега животите на децата, детско игралиште, спортски терен, градинка и така натаму, ние немаме пракса да бидат свикани децата како совет, како советниците и да го дадат своето мислење што според нив е неопходно или можеби е нешто друго што не го планирале. Кога ќе видиме во пракса оваа постапка, тогаш ќе речеме дека имаме напредок, а не само во политичките кампањи, затоа што прво детето треба да биде прашано и одговорно и слободно да одлучи дали сака да земе
учество во некоја кампања. А при тоа треба да политичарот да обезбеди дека детето разбира политиката, разбира која е улогата на политиката, на политичарите во креирањето на јавниот живот, што го засега и него, па дури потоа да одлучи дали сака или не сака да учествува во, значи на прилагоден начин, за да може да го разбере кој е било дете кој што потоа ќе се земе во кампањата. Значи не сме да има манипулација, не може да служи како инструмент. Децата се исто така граѓани кои што имаат свое право. Децата се идни гласачи. Она што ние денеска го правиме како политички актери, треба да бидеме свесни дека и одговорни дека праќаме порака на идни гласачи. Какви пораки сакаме да им испратиме? Дека се само средство за постигнување на емотивна основа да се допре до публиката, секој реагира емотивно на деца. Така. Меѓутоа, Јадранка, она што би сакала јас сега да го надополниме и како информација да го доставиме до нашите гледачи, зборуваме дека ова е закон кој што е ратификуван во собранието, тоа значи дека истиот тој подлежи на санкции доколку не се почитува и се злоупотребува. Меѓутоа, досега не сме биле сведоци дека некој бил казнет за тоа што ги злоупотребил децата. Дали мислите дека токму тоа така наречено замижување пред овој закон им дава повторно право на политичките партии да го прекршуваат? Сигурно дека им дава право. За жал, нашиот мандат и нашите надлежности не се да казнуваме, туку да подсетуваме, да ги отвараме прашањата и следејќи го она што е загарантирано е во најдобар интерес на детето, да подсетуваме. Се додека немаме, а имаме во самиот изборен законник има став во членот 76 кој што забранува малолетни деца да учествуваат во кампањи, ќе имаме такви случаи. За жал, досега, како што рековте вие, немаме видено некој да одговара за такво преземање акции. Значи, деца може да учествуваат во кампања кога изразуваат собствено мислење, кога се прашани за нешто што нив лично ги засега. Има УНИЦЕФ кампањи со деца, меѓутоа се однесуваат за прашање на децата. А во политички цели, како декор или како средство или инструмент, навистина е многу несериозно, многу неодговорно и не праќа убава порака. Меѓутоа, еве да направиме една споредба од минатото до сега. Еве велите дека откако е почната предизборната кампања има само една представка, односно забелешка дека се злоупотребени правата на децата. Не знаеме како ќе биде понатака до крајот на кампањата, меѓутоа има ли можност да направиме компарација? Дали се зголеми свеста кај политичките партии? Па, и вие, и ние, и јас сме сведоци на нашата реалност. Се уште имаме деца што не се регистрирани во нашиот систем, како да не постојат. Се уште имаме деца кои што ги нема во образовниот систем. Се уште имаме деца кои што се лишени од некои социјални услуги. Се уште имаме деца кои што не им е пружена најсоодветната здравствена заштита. Значи, може би има некаков исчекор, но е премногу минимален за да дојде до израз. Ние редовно следиме и работата на собранието и собраниските комисии за образование, за социјална заштита, за здравствено осигурување, како работат и колку детските права се застапени во нивната работа. И баш го промовиравме извештајот на почетокот на годината во јануари. Значи, само во помалку од 1/3 во дискусиите на седниците на овие комисии е дискутирано директно за детските права. Само во 15% од новите предлог закони се засегаат детските права. Од цела година. Само 15% да видат, а при тоа имаме нерешени прашања, кои што на почетокот ги спомнавме, за нас не е голем напредок и нема голема разлика во текот на овие 30 години како сме самостојни. Јас се надевам дека ова ќе се промени и навистина ќе забележиме еден убав и голем напредок во однос на почитување на детските права. Јадранка, јас ви благодарам што денеска издвоивте време и бевте дел од утренски брифинг. Ви благодарам и вам и ви честитам на храброста да се движите меѓу луѓе во услови во кои што си сакам да додадам дека доколку видиме дека во оваа ситуација на пандемија
деца се искористуваат на политички собири, за лепење, делење лифлети, лепење плакати, снимање, сликање со нив, уште поостро ќе реагираме во јавноста, апелирајќи до сите политички актери. Јас се надевам дека тоа нема да се случи, дека нема да забележиме деца кои што се злоупотребуваат во политичка кампања. Ние се одјавуваме од тука.